Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. На крајот од седмицата, кога ја имаме оваа емисија, најчесто одбираме теми кои што можеби се така малку, ајде да не веламе порелаксирани, но во секој случај се нешто кое заслужува доста добар граѓански осврт. И токму денеска ќе се зафатиме за една таква тема, која што и во текот на изјавата, која е малку подолга, ќе имате можност да ја читате долу на екранот, веќе која може и да се испише така. Дневно во Македонија 600 вработувања се отвораат, наскоро увоз на работна сила. Се однесува на изјавата на директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски во текот на вчерашниот ден на дебата која се одржа во Македонската академија на науките и уметностите, организирана од Центарот за европски иницијативи, која што пак беше на тема актуелните предизвици на процесот на иселување на високообразовани млади луѓе од Република Македонија. Неговата изјава, кратко во оние одсечоци што јас ќе ви ги кажам, ќе имате можност да ги слушнете од него оригинално. Вели секојдневно во Република Македонија се отвораат од прилика од 500 до 600 работни места. Еве вчера се отворени првите работни позиции во Johnson Controls во Штип, каде се бараат многу експерти, рече Поповски. Јас вчера разговарав со нив, ние не ќе можеме да обезбедиме доволно лица во Република Македонија. Одиме со неговата изјава, вие во меѓувреме подгответе ги телефоните 0260 91 924 или 0260 91 925. Пред да почнеме само со изјавата, кратко известување, бидејќи ни јавија за проблеми оние кои што се корисници на телекабел, дека не можат да ја следат програмата на 24 вести, поради прекинат кабел на кој што се работи во моментот, не може да се следи во наредните 30 на минути од прилика, што значи веќе за дневникот во 17 часот ќе ја имате таа можност. Оние кои што не следите преку другите сервиси, ќе им прераскажете на оние кои не можат, но во секој случај оваа емисија ќе биде поставена на нашата интернет страница www.24vesti.mk во категоријата емисии со дадената тема на денешниот датум 5 февруари и ќе имате можност да си ја проследите одложено или репризата утре рано изутрина. Одиме со изјавата сега. Во Република Македонија секојдневно се отвара отприлика околу 500 до 600 работни места. Од вчера се отворени првите работни позиции за Johnson Control во Штип, каде се бараат многу експерти, се бараат многу лица, поготово за оној дел што да кажеме почетен менеджерски тим до да кажеме под средниот ред на менеджерите кои што се во таа компанија. Бидејќи предизвикот е голем, на нашиот сајт во текот на денешниот ден ќе бидат објавени тие работни области, ќе може секој да ги погледне и да аплицира. Бидејќи за тие дел од тие области кои што веќе јас вчера разговарав со нив, ние не можеме да изгледниме лица во Република Македонија. Добро ќе биде да сите оние кои што се наши народи, кои што имаат соодветно образование за тоа, имаат соодветно знаење, да им што се ширува овој област, бидејќи имаат можност во Република Македонија на своето родно огниште, значи можеби не е во Скопје, е во Струмица, сепак Македонија е 2 часа у најспора возење и со автобус, да се стигне од едно до друго место. Значи, соодветна можност, соодветно работно место, соодветно заработувачи. И добар предизвик да го имаме да се уподобиме своите сили. Многу пати младите викаат, јас ќе заработам надвор повеќе. Но дали знаете дека од 100 заминати само 5 успеаат? Само е добар маркетинг дека надвор во Република Македонија се заработува многу подобро. Ако тоа работно време што се работи во западните држави, го работиме во Република Македонија, можеби не исто, но приближно исто ќе заработиме за соодветен живот во Република Македонија. Овој маркетинг не постои, како што кажа професорката, од сега, требаше сите години. Кога на западните држави им треба општи работници, треба механичари, треба луѓе кои што ќе ја покренат економијата. Тоа повторно се случува кај нив. Зошто дозволија толкава голема концентрација на мигранти да замине во Германија и во Франција? За да ги пополнат тие работни места за кои што нема домашни државјани, значи државјаните држави што ги работат тие работни места. Прво се платени под цената на трудот, второ се работни места кои што се многу ризични и на крај во кои што се губат многу животи во текот на една година. Значи, маркетингот кој што го добиваме од надвор не е соодветен. Значи, дека таму се, не знам,
или млеко, дека заработува 3000 евра, 2000 евра, напротив. Но кога ќе се судиме со тоа надвор, со тој проблем, нашата македонска гордост, балканска гордост, не ни дава да наведнеме глава, да се вратиме во родно договиште и да почнеме одново, односно да се приспособиме на условите Република Македонија. Ако во Република Македонија во наредниот 10 овие 10 неавени инвестиции, а веќе влегуваат, дел од нив веќе регистрираат компании, почнуваат да градат, во Република Македонија во наредната година веќе и самата цена на труд. Така, значи тоа беше дел од обраќањето кое го имаше на вчерашната дебата во Ману Владко Поповски, директорот на Агенцијата за вработување Република Македонија. Според неговата математика на отворање работни места во државава, се вели дека, не знам, со вакво темпо доколку се развива ситуацијата, месечно во Македонија би се вработувале, односно би имало отворени работни позиции за 18.000 млади или стари се едно луѓе, високо образовани, односно за една година би се вработиле над 200.000 невработени лица, што значи дека за отприлика година и пол Република Македонија не би имала ниту еден невработен во државата, со тоа што по година и пол, ако продолжиме со вакво темпо според изјавата на директорот на агенцијата, ние како држава ќе мора да вршиме увоз на работна сила, односно да фирмите да молат некого да вработува, затоа што не би имало ниту еден невработен, со што би ги надминале дури и скандинавските држави, како што е Данска, која што има проблем со превработеност. Во моментот, за да имаме точно, да бидеме прецизни по однос на тоа како се отвораат работните места, еве ако ја отворите интернет страницата на Агенцијата за вработување на Република Македонија, која што е www.avrm.gov.mk, ќе ви излезе дека за барателите на работа во моментот сега, додека јас зборувам, има 8484 слободни работни места. Во моментот сега ќе видиме додека да заврши емисијата, на крајот од емисијата ќе прочитам повторно дали овој број се променил, со оглед на тоа дека вртоглаво расте, бидејќи доцна синоќа после полноќ кога ја проверив во интернет страницата на агенцијата, во моментот тогаш имаше 7119 работни места, што значи во рок од 14,5 часа се ослободиле над 1300 работни места во изминативе 40 часа, значи дури не се ни 600 како што кажува директорот. Добар ден. Ало, добар ден, поздрав. Ве слушам, повелете, да, во програма сте. Кичево, благодарам. Повелете. Како прво, потполно се сложувам, значи, со ова сега што се дешава, во интерес на граѓаните, можда и добро, не сум против, али знаеме вистината која е. Значи, да се прикрие криминалот, се што е десено во државата, значи сега се нуди се и се што отвори. Лично денес гледам во Кичево, како во фабриката која отворивме, ги носеа луѓето со такси за да бидат вработени. За жал се жалеа, затоа што платата е 10.000 денари. Така да сметам дека сите кои имаат факултети завршено, значи ја напуштаат земјата, ја напуштаат и ќе немаме точно дека ќе немаме работна сила. Ќе дојде тоа време, затоа што, како што кажа луѓето, се донесени до питачки ста, принудени се да работат за 10 и 12 денари и значи не бараат начин излаз како да се вработат. А ова е се целта да им се исполни на оваа власт, за да остане, да не може да одговара за она што го реков претходно, за целиот криминал што е направен, за се што е направено. Сметам дека од сето тоа дека стварно има многу кои се вработуваат, али за жал мора да поврзам и ова е исто со тоа вработување. Што лично јас, како Никол Чепетевски од Кичево, одговорно и морално ви тврдам, бе во Министерство за внатрешни работи, во матична служба да издадам лична карта, кои ни се потребни во овој момент и со дете од 9 месеци во раце чека 2-3 часа, за жал матичната служба и честитам сите беа на место, работливо и си споредува својата работа. Добро. А за жал во другата страна, значи од страна на Министерството ќе треба да се врши контрола, значи не беа ниту вработените на работното место 3 до 4 часа. Так. Значи го губаат времето, господине Огнен, покладилници. И сметам дека конечно денес има една контрола во Кичево кој ќе успее таа контрола и ќе го донесе паметот на сите оние кои треба честно поштено да заработат својот леп. Ви благодарам што ме сослушате и посакувам се најубаво. Благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас и ја вам ви посакувам се убаво. Добар ден, дали имаме некој на линија? Добар ден. Ве слушам, повелете. Па ќе почнам вака. Со една наша народна поговорка. Стапот има два краја. Добро. Сега кој крај ќе ве удри, тоа зависи од тој што го држи стапот. Ова да ви кажам, веќе со вакви лаги
ова е лага. Едноставно е лага. Со вакви лаги веќе сме презаситени. Колку зони се отворија, колку работени се примија таму, инженери за 9.000, 10.000 плата им бегаат нормално. И завозот, агенцијата, се фали дека е намален бројот на невработени. Не е намален бројот на невработени. Побегнати се луѓето. Дали помладите или од средни години побегнати се. Ние што сме пензионери, што мораме да останеме, не можеме нигде да одиме. И значи, ова ми изгледа како еден маркетинг пред избори, изборен маркетинг. Кај беа до сега? Еве 2 години помина од последните избори, немаше вакви вработувања. Сега одеднаш се најдоа волку работни места за вработување. Јас сум умерена, меѓутоа сватете ме, ова многу ме иритираше. Благодарам многу. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас од она што успеа во текот на разгледувањето на интернет страницата на Агенцијата за вработување на Република Македонија во текот на вчерашниот ден, дека на 4 февруари по изјавата на директорот Поповски имаше само на датумот 4 февруари од прилика 324 ново отворени нови огласи за вработување, од кои што најчесто тие огласи се однесуваат на оние кои се сметаат за мајстори, односно за работна рака, или да речеме молери, монтери, готвачи, келнери, административни службеници, шофери, бравари и така натаму и така натаму. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете, добар ден. Каде замолам, Огненка, те замолам, извини, не те пресирам, ќе можеш ли да ми ја кажеш темата, пошто немам сигнал дома? Така, значи се однесува на тоа дека дневно во Македонија се отвораат 600 нови работни места и наскоро, доколку продолжиме со такво темпо, за година и пол би требало да правиме увоз на работна сила. Тоа е така? Да. Добро. Па не знам, мене ми е малце као неверојатно, искрена да бидам, дека 320, така рековте, нели? 320... Само во текот на вчерашниот ден 324 нови работни места се отвориле. Не. Ја мислам дека не може они ги планираат за да си ги отворат, ама дека се отвараат, лично мене ми е неверојатно. Сега, ја вчера звонев, не можев да добиам, па дали ќе ми дозволиш и малце од тоа да се тргнам? Не би било фер спрема останатите гледачи, знаете дека дури и на други гледачи им давам и казни од нејавување, затоа би сакал доколку дозволите да не ви дозволам. Добро, јас сакав, пошто вчера... Ке имаме можност повторно да зборуваме за Катица и за останатите теми кои што се однесуваат на сето тоа, затоа да им оставиме простор на оние гледачи кои во моментот можат да не следат и сакаат да зборуваат. Да. Ви благодарам за разбирањето и за јавувањето. Не би било фер како политика на уредување и на водење на оваа емисија да ви дозволам вам, а на сите други да не би им дозволил, само затоа што не сте успеале да добиете конекција. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Видете, сакам само да го поздравам господинот Златко и да го прашам, он беше газда на дуќаните Вартекс по Македонија. Зашто ги затвори работните места и ги збрка вработените дома тогаш, ако се отварат нови работни места? Така. Добро. Само толку. Тоа би било се? Да, благодарам пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Доколку се разгледа ситуацијата и од поинаков малку аспект, се однесува на тоа дека многу од невработените во Република Македонија се оние кои што се веќе на старосна граница блиску до периодот на пензионирање, со оглед на тоа дека останале без работа во периодот на приватизацијата, во периодот на затворањето на фирмите или пак станале неквалификувани за она што денес го бара новото работно време. Ваквите статистики покажуваат дека Република Македонија можеби има една огромна стапка доколку се погледне низ секоја призма, огромна стапка на невработени, но дел од тие невработени не би ни можеле да најдат работа затоа што воопшто не се квалификувани на пазарот на трудот. Добар ден. Ало, добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете.
Не знам кој изјавил дека има 600 вработувања дневно. Директорот на Агенцијата за вработување. Он тоа го кажа. Да, го кажа јавно на дебата вчера. Смешно. Добро, смешно. Дали тоа го кажал, јас не сум го чул. Мислев дека вие сте го извадили нешто од контекст. Не. Ако сакате и ќе ви го цитирам како звучеше неговата изјава. Да. Вели, секојдневно во Република Македонија се отвараат од прилика 500 до 600 работни места. Еве вчера се отворени првите работни позиции во Джонсон Контролс во Штип, каде се бараат многу експерти. Јас вчера разговарав со нив, ние не ќе можеме да обезбедиме доволно лица во Македонија, додава Поповски. Па би рекол дека е ова непрофесионално од него, доколку е точно тоа што го кажал. Мислам, не е добро, да, значи изјавата ја пуштивме во етер, веројатно не сте ја проследиле, да не го доведуваме во прашање што е точно или не, кажете го вашето мислење. Меѓутоа е добро, еве јас и вас ве критикувам, стално ќе кажам дека и прашањето е малку со сарказам поставено, наскоро увозна работна сила. Се, како да кажам, ако некој паднал ниско, немојте и вие на негово рамниште. А да ви кажам, тебе и на таа вувузелата од Кичево, вувузела е татарешка, македонски преведено, вувузела е оние што свирка во Јужна Африка на утакмиците на светското првенство. Да, ве разбирам, кажете што сакате. Така, дете да ти кажам дека ваква и оваа Македонија ќе ја барате. Ќе има полошо кој да дојде на власт, али оваа слобода, оваа демократија не верувам дека ќе има. Поздрав, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Ги замолувам оние гледачи кои што можеби сега моментно не го следат сигналот, да не ја доведуваат во прашање веродостојноста на изјавата по однос на отворените работни места, со оглед на тоа дека ние нашата обврска си ја направивме и ја емитувавме во етер. Доколку мислите дека тоа не е кредибилно, тогаш да се обратите до Агенцијата за вработување на Република Македонија, а со оглед на тоа дали нашата тема е саркастична или не, тоа е ваше гледиште, бидејќи ние дословно си ја пренесуваме изјавата како што е во скратена форма, а ако мислите дека е сарказам, исто да си се обратите до директорот на АВРМ, со оглед на тоа дека со таквото темпо на кое што тој најавува дека 600 вработувања дневно би се отворале во Република Македонија, ние за година и пол ќе ги вработиме сите и потоа вистина, доколку тоа се оствари, ние ќе мораме да правиме увоз на работна сила. Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Сакам само да ви кажам дека директорот на Агенцијата за вработување е сосема во право, затоа што ако се лаже, да се лаже, не за 1, за 5, за 10, да се лаже за 500, за 600. Само тој со ова изјава, младината на Македонија и академските граѓани ги врегат тотално. И верувам дека на сите академски граѓани во Македонија му е криво, не му е криво што има ваква изјава дадена, него му е криво што мисли дека ќе го вердит. Младината е сосема јасна и определена и знае на која страна да се определи. Значи, директорот е наврека за џубре на главата и нека се фрлит од Скопје. Ви благодарам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Доколку имате поконструктивни работи да споделите со јавноста, ве молам направете го тоа без лични дисквалификации кон самата личност. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Мене ми е верно за дека има толку вработувања дневно. Од 300 до 600, сега не знам точно која е бројката. 500 до 600. Да. Ме интересира тие вработувања колку има за луѓе што имаат завршено високо образование и за која плата во Македонија, во како што спомнуваат Джонсон Контролс или не знам таму Дрексел, Кавадарци и слично. Значи, зошто тоа не го кажат? Која е платата и дали човек со таа плата може да гледа семејство, 4-члено или само маж и жена? Значи, тоа е битно. Народот тоа му треба, затоа народот бега од тука. Така. Добро. Ви благодарам. Да, ви благодарам за јавувањето. Пријатно до вас и посакувам убав ден. Еве во последните 10 минути од како е почната емисијата и повеќе, се
зголеми бројката на ослободени работни места за едно, значи само во последните 10 минути се отвори ново работно место во Агенцијата за вработување, но доколку се обидете да ги пребарате тие работни места и да ја одберете опцијата да видите за што би се пријавиле, не можете, бидејќи веројатно има некој дополнителен проблем на нивната интернет страница. По однос на платите, со просечна плата, информација од средата, од 1108 евра, вработените во воздухопловниот транспорт се најдобро платени работници, покажуваат последните податоци на Заводот за статистика. По нив следуваат програмерите со просечна плата од околу 814 евра, па банкарите кои во просек земаат над 700 евра. Во петорката од најдобро платени професии се и фармацевтите и вработените во телекомуникациите. Додека најмалку платени пак, според просечната плата исплатена во ноември лани 2015, се вработените што се занимаваат со рибарство и аквакултура, но и со производство на облека, што би се рекло на текстилната индустрија, со просечни примања од само 200 евра. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Филип на телефонот Битола. Поздрав до вас, Филип, повелете. Значи, темата супер, вие се. Благодарам. Само сакав да кажам збор 2 за политичарите. Ако е во однос на темата, слободно, ако не. За темата, Ајде. за темата. За ова шесто вработување. Ајде. Овие или се на многу големи лекарства и не знаат што зборат, или пак не знам во кој свет живеат, дали во Македонија или негде странство се, со мозокот. Добро. Толку од мене, поздрав. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. За да се зголеми нивото на плати во текстилната индустрија, сектор во кој се регистрираат едни од најниските примања, како што споменав, од само 200 евра, неопходно е државата да помогне во модернизација на производствените погони, смета претседателката на кластерот за текстил, вели во прилогот на колешката Марина Узунов од средата. Според податоците од Сојузот на синдикати на Македонија, на едно 4-члено семејство, за да го истурка месецот, му биле потребни околу 520 евра. Пари за храна, домување, хигиена, превоз, облека и обувки, култура, здравје, основните работи. Последните податоци покажуваат дека стандардот на просечниот македонец изнесува само 35% од стандардот на европеецот. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Па вака ја гледав и пресконференцијата на овој господинот што е од Агенција за вработување. Ги следев и тие математиките што се покажува за просечните плати. Ја следев и таа господјата од текстилот кога беше гостинка во ТВ2 кај вас. Моментално ја следев и ова дискусија сега што се случи во собрание во таа комисијата за здравство и решив да изигравам баш во моментот да изигравам и ја политичар. Ајде. Не, изигравам да ти кажам право, нема да бидам, мислам, малце може тебе ти е вулгарно, меѓутоа во буквална смисла сум политичар. Лажам. Зборам и лажам. Знаеш што? Затоа што прво тој господинот од Агенција за вработување треба да ми објасни мене, ако е толку дека во државата се отвараат секој ден 500 работни до 600 работни места, треба да објасни зашто сите вработени во здравствените институции имаат условени решенија за почеток на работниот однос од 1.9.2016 година. Значи, да го објасни тој феномен. Имаме условени вработувања од јуни месец за доктори. Зошто е тоа така, ако се отвараат слободни, ако има толку работни места во државата, имаме условени решенија за работен однос. Тоа е една работа и втора работа, треба да објасни една работа. Дали веќе на лагата ќе дојде крајот, бидејќи да тврдите нешто вакво и да го споредите со реалноста, да направите математика, мислам дека само лудаци може на ова да му поверуваат. А ние не сме такви. Сега, оние што ги гледаат оние телевизии кои што влегле 20 милиона евра, нив не им се мешам во размислувањето, затоа што таму се е розово. Меѓутоа, ако малце гледаат некои други телевизии, ќе се запрашаат. Денес ќе имаме ново откритие за тие парите. Значи, така да веќе, мислам дека луѓе во што размислуваат со своја глава, но ова може само да се смеат. Ова е за гаф на годината или за глупост на годината да се каже ваква работа. И ако се земе усклопи на однесувањето на бившиот премиер сега што оди по државава и ветува разни
бенефиции за овојга, за онојга, денеска слушаме и стипендии, почна да им дава на деца на што ќе освоеле медали. Па зашто тоа не го направи лани преклани кога беше премиер, а кога дојдоа деца кои покажаа огромни дипломи од разни такмичења или кога молеа за пари да идат на математичка олимпијада кога државата немаше да им даде пари. Што денеска го ветуе тоа кога не е на власт? Кој гарантира дека ќе се врати на власт па да го спроведе тоа што го ветуе? Дали имаат малце веќе образ и достоинство, ќе те молам да ги прашаш политичарите од сега сите натака политичари, дали имаат веќе образ и достоинство кога ветуваат нешто? Ова е веќе врв на лудело и срам за државата што го прават. И до сега ние сме верувале на такви политичари. Толку е да кажам, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Ве ова, не знам дали е сон или јаве. Србите велат, имате една узречица, кој е лут нека веруе. Значи, кој е будала нека верува. Не знам со кое лице излезе директорот на Агенцијата за вработување и ја каже ова лага. Ова лага. Ова не е ништо друго него лага. Како прво ние најголемите економии, мислам најаките економии во Европа, да речеме, не може това да го направат. Најаките економии, што се во Европската унија, не може толку вработување во еден ден да направат. А то може една, значи, партал од држава да го направи. Испарталена држава, како што е нашата, во која што влегват некои си фирми од Белизеи, од што ја знам, од кај, од не знам каде. Значи, навистина, вакви лаги, срамота е сега. Ова е предизборна лага. Кој ќе се фати на ова јадица, не знам, меѓутоа не се паќам. Во ова не верувам, ова не може ни да биди и ниту ќе биди на овие простори никогаш. Од економијата е начисто уништена и да се опораби е многу тешко. Така да нека престанат со вакви ветувања едно друго и се знае што ги чека. Така. Толку од мене. Добро, ви благодарам за јавувањето. Пред малку се отвори уште едно слободно работно место според евиденцијата на Агенцијата за вработување, значи во 16:43 се отвори уште едно, со тоа што додека трае емисијава се отворија 2 слободни работни места. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме со некого? Дополнително, доколку се разгледаат и останати фактори по однос на невработеноста во Република Македонија, мора да се земе предвид и тоа дека одредени кадри, одредени групи на невработени не ги прифаќаат работните места кои што впрочем им се нудат, без разлика на нивните причини, доколку порано тоа беше случај, сега веќе е непознато со статистика. Дополнително исто така спомнавме дека и најголемиот број невработени спаѓа во категоријата од 25 години до 50, кои што достигнуваат дури над 100.000 невработени, но сепак значаен број имаат и оние кои се до самата граница на старосна пензија, односно 64 години, до 64, кои пак се тешко за квалификување на работно место. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Кај си, легендо? Еве ме, кајко сте вие, добри ли сте? Добро, како си ти? Добро е, еве прегледуваме работни места слободни, само многу ми е жал да ви кажам искрено што не можам да ги отворам тие работни места, ќе ги прочитав огласите во јавност вака. Абе да, едно работно место и за мене некако те фатам пријател барем тебе. Ајде пуштете уште едно работно место за нашиот гледач, нека се зголеми бројката на 87. Од мене. Кажете. Овој директоров сега што зборуваше, го гледав пред малку. Малку слабечок вака, не може убаво да го разберам во... Тоа нема врска неговиот изглед, дајте да зборуваме за неговото зборување. Дали си има тој предвреме напијано некој лексилиум или некој тромадол, или нас не прави будали, или сам се прави будала. Или насловов требаше да биде дека 600 души дневно ја напушта Македонија, а не дека 600 души има вработување Македонија. Значи, ова е срамота што се прави во оваа држава. Кај тој Моше Бам што го назначија директор, луѓето и закопа во каша, ни млеко исплатени ништо, су брата Рој отвори работни места, го направи Охрид со секакви хотели, глупости. Значи, ова што се случува
во оваа држава е срамота. Толку од мене, биди поздравен, се слушаме. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас по однос на иселувањето. Во интервју за Капитал, председател на Македонската академија на науките и уметностите Таки Фити изјави следно, вели, по однос на вработувањето. Долгорочно гледано, решението на проблемот е во динамизирање на растот преку инвестициите на приватниот сектор и отворање нови продуктивни работни места. На краток рок, мислам дека многу брзо, промптно, треба да се реагира и да се изнајдат можности на нашите најдобри дипломирани студенти, магистри и доктори на науки, да им се овозможи лесен пристап за вработување во земјата, за да се спречи нивниот одлив во странство. За тоа е неопходно политичарите и научните работници да договорат јасна динамика за вработување нови млади научни кадри во сите научни институции. Трошоците за вработување на овој дел од популацијата би биле занемарливи во однос на долгорочните последици што земјата ќе ги трпи од губењето на човечкиот капитал преку одливот на младата високообразовна популација во странство. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ве слушам, повелете. Огнен. Да. Добар ден. Добар ден. Барам работа, ама исполнето е секаде, ја не знам каде се вработам. Еве, отидете на агенција, вака, 3x2avrm.gov.mk. Таму имате 8486 слободни работни места во моментот. Се чувствувам како на лотарија. Добро? Ами, секој ден по 600 се вработуваат, секој ден. Така? Значи, нема да има више, у Македонија нема да има невработени. Се тоа до крај, исполнето. Еве, вие доколку сте последниот невработен, за година и пол треба да добиете работа. Издржете. Абе, нема да има тоа за годината, абе, тоа за 2 месеци си исполни веќе Македонија нема да има невработен, ќе треба увоз да бараме. Да, ќе треба да увезуваме луѓе. Ми како? Сега, ние дали нафта пиеме или некој удрен со мокар чорап? Тоа за мократа чорапа баш и не сум сигурен. Така изгледа. Така. Бидете поздравени, да не си играт мајтап, така. Добро. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Часот е 16:49 минути. Во моментот на Агенцијата за вработување Република Македонија, бидејќи реков и на почетокот, има слободни работни места 8486, а почнавме со 8484, значи додека траеше емисијава, 2 слободни работни места се добија. Во секој случај, уште еднаш да повториме, доколку според изјавата на директорот Владко Поповски на Агенцијата за вработување, што реално е личност која што реално и најдобро ги познава работите и треба да ја земеме за кредибилна неговата изјава, дневно се отвораат 600 нови работни места, па така ние месечно би имале во Македонија 18.000 слободни работни места. За година и пол, за една година би вработиле 200.000 луѓе, за година и пол ќе почнеме да увезуваме работна сила. Издржете. Пријатно.